Јавното предпријатие Куманово план бележи подобрување на финансиското работење. Ова беше истакнато на седница на Советот на општина Куманово, каде се разгледаа годишниот финансиски извештај за 2022 година и последното тримесечје. Предпријатието остварило добивка, но забележало значителни резултати и во намалувањето на расходите. Успех велат е и што се исполнети речиси 94% од програмата од секторот за комунални работи. Јавното предпријатие Куманово план во 2022 година го има најдобриот финансиски извештај во историјата на постоењето на ова јавно предпријатие, и тоа и по форма, и по суштина, и по транспарентност на прикажаните податоци, за кои што ние како јавно предпријатие се потрудивме да бидат толку елоквентно искажани, да можете сите вие како советници да видите што и како сме работеле и да дадете свое видување за тоа. Јавното предпријатие Куманово план, компарирано, односно споредбено со 2021 година, има остварена добивка од 428.637.000 денари. Меѓутоа, што за нас како јавно предпријатие е уште побитно, имаме намалени расходи компарирано со 2021 година од 1.140.557 денари, што значи дека јавното предпријатие Куманово план за прв пат покажува ваква висока финансиска добивка. Оваа финансиска добивка покажува дека вработените во јавното предпријатие Куманово план ќе можат да бидат постабилни, посмирени во својата работа и ќе можат да работат многу поефективно, затоа што нема да стрепат и да се доведуваат до ситуација да мислат дали на први ќе земат плата наредниот месец. Директорот Николовски посочи дека резултатите следат, иако условите за работа се исти, но системот значајно е променет. Изрази благодарност до вработените. Целта оваа година вели ќе биде да се обезбедат средства и можности за зајакнување на кадарот до екипирање. Гледаме да ги намалиме сите трошкови, уште повеќе, доколку е тоа можно, и затоа пред вас ќе дојде една точка, почитувани советници, каде што ние, службениот автомобил, што некогаш јавното предпријатие Куманово план го има преземено на трајно користење од општина Куманово, на иницијатива наша, на менаџерскиот тим од јавно предпријатие Куманово план, сега сакаме да го вратиме на општината. Меѓутоа, уште подраго ми е што ние покажавме разлика како менаџерски тим. Покажавме разлика. Направивме подобар систем, правивме подобри анализи и на крај резултатите се вакви какви што се. Покажавме дека ние сме додадена вредност на ова предпријатие како нов менеджмент. И советниците потврдија дека е забележлив позитивен тренд во работата на ова јавно предпријатие кое функционира 5 години. Имајќи ја предвид општата ситуација на јавните предпријатија кои работеле со години, од финансискиот извештај кој ни е доставен нам како советници, можам да констатирам дека за ова јавно предпријатие извештајот е извонредно позитивен и за пофалба, што се однесува на работата на директорот на ова предпријатие. Ако го земаме делот на расходите кој е многу важно да се утврдува и успеот на јавното предпријатие, може да се приметува дека во секој став на расходи има намалување. И токму за успехот, за да има успех едно јавно предпријатие, главна причина е намалување на расходите, така што му честитам на директорот за ова. Овај извештај кој е данас пред нама, или ови извештаи кои су данас пред нама, тромесечни и годишни, показуju да може боле и може другачије. Драго ми е да сам ја сам себе демантовал и схватио да ово предузеće може позитивно да функционише. Такоđe želim da pohvalim, ali da ne ispadnem advokat, iako sam pravnik, a nemam licencu, gospodina Bobana Nikolovskog, VD direktora ovog preduzeća, što nam je omogućio da vidimo jedan od najboljih izveštaja
барем ја колико сам овде, а тоа е више од 5 година, детално, со детални бројкама, со деталном презентацијом, да уопште немам дилему о чему се ради и какво е стање у предузеќу. Советниците го разгледаа и усвоија извештајот за реализација на годишната програма.